Американскиот председател Доналд Трамп на вториот ден од разговорите со лидерот на Северна Кореја, Ким Џонг Ун, во Ханој, Виетнам, изјави дека не брза во постигнувањето договор за денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Председателот Трамп додаде дека најважно било да се постигне вистински договор. I've been saying very much from the beginning that speed is not that important to me. I very much appreciate no testing of nuclear rockets, missiles, any of it. Very much appreciate it. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пак изјави дека и покрај скептицизмот за ваквите самити, на нив биле направени многу напори за да се постигне вистински договор за денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Еден од скептиците дека ќе дојде до вистинска денуклеаризација на полуостровот е и Бил Ричардсон, добар познавач на севернокорејските прилики и поранешен американски амбасадор во Обединетите нации. Тој честопати беше и посредник во решавањето на проблемите со комунистичката Северна Кореја. Well, I think it was naive for the administration and the Trump administration to think that the North Koreans were going to denuclearize. They're not going to do that. They have 54 nuclear weapons. That's their source of survival for the future, and also Kim Jong-un's standing as a leader. Ричардсон е и наставот дека овој самит му бил неопходен на Трамп. Well, my concern is that the president has a lot of distractions now. He's got this Mueller investigation, the Cohen testimony, the shutdown, which I think politically has hurt him. He's got the wall issue in the Congress. So he wants a victory. He wants a distraction. Ричардсон сепак го пофали Трамп за храбриот потек, директно да разговара со Ким Џонг Ун и оти тоа придонесе сега на Корејскиот полуостров да има помалку тензии.